Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Двајца ескими седеа на санката добро облечени. Камшикот пукаше, а кучињата трчаа по замрзнатиот глечер. Одеднаш Коли слушна нешто и врачот Купа слушна. Од мразот се слушаше тивко крцкање, како звонење. Некој свирна и кучињата престанаа да трчаат. Ескимите ги симнаа крзнените капи. Немаше сомневање. Мразот пееше. Кај нив се зголеми стравот, зашто кога мразот пее, тоа значи дека ќе дојдат подводни бранови, силни бранови, кои одеднаш доаѓаат со голема моќ и го распукуваат и најдебелото парче мраз. Брзајте, добри кучиња, трчете брзо кон брегот. Доаѓаат силни бранови. Ќе умреме. Коли, ја гледаш ли таа санка таму? Луди ли се? Тие одат кон брановите. Треба да ги предупредиме. Но кога двете санки се разминуваа и Купа ги виде во другата санка мисионерите од градот Ескимо, не ги предупреди. Ги мразеше и нив и нивниот Исус, за кого секогаш зборуваа. Купа и Коли пристигнаа до безбедниот брег на Наин. Тоа помина добро. А другите? Тие треба да умрат. Сега нивниот Исус може да ни покаже дали е помоќен од силните бранови. Двајцата мажи изградија иглу. Потоа Купа отиде во малата продавница за да продаде убава кожа од фока. Дали белата жена која работи таму е сопруга на мисионерот? Сакам да ја заменам оваа кожа за оружјето таму. Не знам дали ни требаат уште кожи. Може ли да почекаш малку додека се врати мојот сопруг? Тој нема да се врати. Што сакаш да кажеш со тоа? Доаѓаат многу силни бранови. Силни бранови? Жената, вчудовидена, гледаше во него. Врачот го отвори прозорецот и двајцата слушнаа. Мразот пееше. Купа, зошто не го предупреди? А зошто да го предупредам? Нека му помогне неговиот Исус ако може. Жената беше вознемирена. Потоа го погледна стихот од Библијата што беше закачен над зидот. Исус рече: ја имам сета власт на небото и на земјата. Исус може. Никогаш не изгубил двобој. Тогаш нека почне борбата. Ако се вратат и покрај силните бранови, тогаш и јас ќе поверувам во Исус. Ќе се вратат, Купа. Го знам тоа. Неизината увереност го направи врачот неуверен. Кој ќе победи во двобојот? Купа или Исус? Ќе го добиете одговорот во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!